Се наоѓаме пред големото финале, пред голема разврска, по која што ќе се одлучи дали Македонија конечно ќе дојде на себе после нокаутот што го доживуваше овие изминати 6 години, дали конечно Македонија ќе им се врати на македонците поубава, поскапоцена од било кога. Ова се тие моменти на пресврт, на премрежје, кога голем дел од македонците, ќе кажам и од граѓаните, ќе треба можеби да одлучат за својата судбина, за иднината на своите деца и можеби ќе треба да го дадат својот глас или барем да не учествуваат во било каква можност да досегашната квислиншка гарнитура која што владееше со Македонија да повторно се најде во некоја шанса дури и да помисли дека може нешто големо да направи на овие избори и евентуално да направи ситуација по која што би направила некоја статус-кво ситуација и евентуално на некои нови избори да задржи власта. Се надеваме дека до тоа нема да дојде, но токму за овие работи имам денеска гостин кој ми бил и претходно гостин во емисијата и чии што мислења се високо уважени во целата македонска јавност. Ова е Лизгачки старт на М телевизија. Јас сум Сашо Тасевски, вашиот домаќин. Се гледаме веднаш по џинглот. Имам чест повторно оваа вечер да биде мој гостин Љубомир Ѓурчевски. Добро вечер. Добро вечер, Љубомир. Поранешен оперативец во безбедносните служби, тоест во финансиска во криминалистичка полиција, точно така. Исто така бил и член на управен одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Ќе проговориме нешто и на таа тема, што многу е важна, многу се врти овие денови на медиумите. Љубомир, добро вечер, баш ми е драго што си пак гостин. Добро вечер, драго ми е што сум повторно со вас во една многу сериозна емисија и согласно на што вие кажавте во најавата, значи поставивме неколку тези, меѓу кои што јас на прво место би ги поставил сите оние безбедносни ризици кои што се појавуваат во време на предизборната и изборната кампања, односно се очекуваат за време на изборите, особено од делот на владеачката, од сегашната владеачка структура, значи која што може да преземите одредени действија се со цел да го нарушит и демократскиот принцип на спроведување на избори, а и да направите на пат позиција во Република Македонија, кој што би продолжила штетата која што ја нанесуваат овие квинслишки структури кои што владеат 7 години со Република Македонија и кои што се дел од светскиот организиран криминал, особено трговијата со дрога, трговијата со човечки органи, перењето на пари и така натака, каде што последиците по Република Македонија по тој основ се огромни. Вие гледате какви све јавни набавки ни се одвива, колку се пари од буџетот се испумпани надвор од Република Македонија и што зборуваат меѓународните проценки, за да на крајот добиеме меѓународни извештаи од валидни, од признати меѓународни институции дека Република Македонија е високо корумпирана и една од најкорумпираните држави во Европа. Господине Ѓурчевски, која е најголемата опасност што му се заканува сега на изборниот процес во вториот круг на претседателските избори и во парламентарните избори што ќе следат во среда? Која е според вас најголемата опасност? Видете, најголемата опасност прво е евентуалниот бојкот и од ДУИ и од СДС на претседателските, не зборам на парламентарните, него зборувам за претседателските избори и затоа јас уште многу месеци порано повикав излегување на 750.000 гласачи македонци, патриоти кои што треба да овозможат да обезбедат цензус, иначе според бројот на гласовите и од првиот круг очигледно е дека госпоѓата Гордана Давкова Силјановска дека има огромна предност и дека се де факто е победник на дека тоа ќе се преслика и во вториот круг. По однос на парламентарните избори, јас мислам дека тука ќе имаме поголеми кризи со дури можно и со физички пресметки. Вие гледате што се случува во албанскиот блок, значи се следат тие состојби.
Ние имавме една ситуација каде што благодарение на брзата интервенција и ефикасната интервенција на полицијата после првиот круг на претседателските избори на плоштадот Скендербек беше спречено и евентуално нарушување на јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу влени, помеѓу симпатизерите на ДУИ предводени од Артан Груби, што сега може да ни се појават како висок степен на безбедносни ризици во вториот круг на гласање, особено односно првиот круг на парламентарните избори, понатака она грчевита борба на СДС и на сите оние криминогени структури кои што се наоѓаат на листите за пратеници кои што сакаат да го задржат украденото, и тука е најголемата опасност, затоа што тие многу тешко ќе се откријат. Вие погледнете ги изјавите сакате изјавите на Стево Пендаровски, сакате изјавите на Ковачевски, сакате изјавите на Бујар Османи, сакате изјавите на Али Ахмети, во која насока дури одат во насока и на загрозување на меѓунационалните односи во Република Македонија, а кога ќе се споредат риториката и односите внатре во албанските блокови помеѓу Влен, помеѓу Вистина и помеѓу ДУИ, се довеѓа до таа ситуација затоа што Влен многу јасно и гласно излезе со тезата дека единствен легитимен представник на албанците во Република Македонија се тие, затоа што ДУИ е збирштина на сосема други националности со кои што треба они да блокираат нешто, и последна шанса им е она што господинот Бујар Османи најави дека нече може да се оствари Бадинтер. Кој му кажува дека нече може? Значи во сите други партии има минимум по 4 до 5 други кандидати за пратеници кои што се од другите националности, Срби, Власи, Роми и така натака и така натака. Ако тој мисли дека со 15 или максимум што нема да стигне до максимум, или со 17 пратеници дека тој ќе го контролира Бадинтеровото мнозинство ќе го сочини, гадно се лажи, затоа што Влен со 12 до 14, преве 12, минимум 12 пратеници, јас ви тврдам дека ќе обезбедат другата структура од она што имам можност да ги видам на листите, дека ќе има уште 6 до 7 пратеници од другите националности, Срби, Власи, Роми и така натака, и ќе биде обезбеден Бадинтеровото мнозинство. Не е преголем ризик за ДУИ, за СДС да се одлучат на бојкот, доколку ризики за... Видете, што носи бојкотот? Многу е битно прашањето што носи бојкотот. Ако бојкотот на ДУИ и на СДС им носат една уставна криза, неизбор на председател, ме разбирате, со немање на цензус, нели, од 40%, и една таква состојба која што нели нече може да се избери собрание, да се конституира собранието дури после 20 на дена, па да настане еден вакуум, па да нема кој да го даде до изборот на председател на собрание, да нема кој да ја врши функцијата на председател на државата, па да го даде мандатот за состав на влада на победничката партија на парламентарните избори. Значи они играат на највалкано, најпрљаво, и затоа јас не случајно викаме ние во организираниот криминал, како викаме, криминалецот е најопасен кога се бори да го задржи украденото. А во конкретниот случај, значи, овие владеачки структури, во најмала рака едно од тие 30 на милиарди евра буџетски средства кои што им беа на располагање во овие 7 години, јас ви тврдам, односно сите оперативни податоци укажуваат дека измеѓу 5 и 7 милиарди евра се проневерени, украдени и изнесени надвор од Република Македонија, не се во системот во Република Македонија. Значи тука зборам за коруптивните скандали. Ние немаме, ова е многу битно да го слушнат и да го знаат граѓаните. Значи ние во 2019 и 2020 година имаме вонредна состојба во државата. Значи кога владата носи уредби со законска сила. Во тие уредби со законска сила владата врши јавни набавки заради медицинската состојба, заради здравствената состојба и така натака, и се потрошени 920 милиони евра меѓународен кредит кој што беше подигнат преку каде што потрошувач беше Министерството за здравство, а нема извештај за тоа каде се потрошени, нема ни ревизиски извештај, и уште додатни други околу милиарда евра во јавните набавки, комплетните другите јавни набавки што се одвиваа и во безбедносните сектори и во сите служби. Согласно Уставот на Република Македонија, собранието беше должно првиот момент кога се создадоа услови да се состани, да ги потврди сите тие уредби со законска сила. Собранието тоа не го направи. Собранието не потврди ни една уредба со законска сила. А тоа е уставна одредба.
И затоа викам, ова неуставно владење на таа структура ја доведе Република Македонија не во починета состојба, него ја инсталира неказнивоста и мафијата. И затоа често пати, нели, многу експерти кажуваме, мафијата во Македонија си создаде држава. Така. Во врска со ова, да употребам покерашки термин, оваа игра на Дуи на СДС, која што се предпоставува дека би била all-in. Нели, тоа е, пак ќе кажам, меч со две острици, ако се земе у предвид доколку граѓаните, претежно, нели, македонците, успеат да излезат во огромен број, преку 702-30.000 гласови, го направат тој цензус. Нели тоа премногу опасно за нивната иднина после тоа? Видете, они се потполно свесни дека тие, како политички субјекти, по овие избори, доколку не се прво кај Дуи, Дуи мора да се демилитаризира. Дуи е паравоена формација и нивните методи на делување се точно насилни, точно милитаристички. Насилни, уценувачки, непочитување на закон, непочитување на устав и така натака, исто како нели се собра и излегува во планина, затоа што добија меѓународна поддршка, излегува и го нападна уставниот поредок на Република Македонија и затоа зборуваме дека 2001 година беше тероризам. Разбирате, значи типично терористичко делување на паравоени формации. Значи, по тој основ таа политичка структура не се демилитаризираше, туку напротив, таа се инсталираше во сите институции и сега како такви многу тешко ќе биде на идната влада да сето тоа равчисти со таа милитарност во нивното раководење. Вие погледнете што се случува во клиничките центри, во образованието, на сите нивоа. Вие погледнете Бехтел и Јенка. Се носеше специјален закон за да се стави вон сила законот за јавни набавки, за да со непосредна спогодба се даде работа која што на крај ќе биде преку 3 милиарди. Јас ви тврдам дека ќе биде преку 3 милиарди да се даде на Бехтел и Јенка. Да е само тоа, ајде да се вратиме со казината, со еден куп други работи. Добро, Дуи се како метастаза проширени. Да, значи тие јасно е што бранат се бранат се. Тие ако не се после овие избори, после овој пораз, и затоа е за Дуи најдобро да оди во опозиција за да се реформира, да се ослободи од тоа милитантно крило. Ако сакате, Изет Меджити, кој што ја осети таа опасност на милитарноста, тој не отиде против Али Ахмети, тој отиде против Артан Груби. Неговото прво барање, вие видите зошто тој што бараше од Али Ахмети, да се ослободи од Артан Груби и од Бујар Османи. Затоа што излегува надвор од нивната политичка агенда и вршеа терор, едноставно поголем терор врз албанците него било што. Затоа се појави тоа што се појави и тие поделби во Дуи. СДС без идејност, значи они немаат идеологија сега. Они се тотално изгубени и со сторените кривични дела, особено со подпишување на капитулацијата. 2008 година беа исполнети условите за членство во НАТО, кому кажуваат. Тогаш америчкиот председател во Букуреш беше, како да ви кажам, толку револтиран на Грција што ние очекувавме дека во наредните. Факт е дека на НАТО како воено-политички сојуз, НАТО не е војска, тоа да равчистиме. Војската ја има државите и они партиципираат. НАТО е воено-политички сојуз. Како воено-политички сојуз ние очекувавме дека НАТО ќе ги примени истиот метод како што го примени со Црна Гора. Значи без согласност на Србија, без одвојување, без ова, него директно ја внесе во НАТО. Ме разбирате, без ни референдум, ниту јавното мислење на црногорскиот народ. Јас лично го очекував тоа да се случи со Република Македонија со оглед дека интересот на таа воено-политичка структура за оваа територија, не за народот тука што живее, они би биле најсреќни да е оваа територија без народ, за да може тука да си владеат како апсолутни господари, они и онака се апсолутни господари, но тоа е сосема друга тема, дека после Букуреш дека ќе не внесат во многу краток период, дека ќе не внесат со оглед дека условите беа, значи има одлука дека условите за членство во НАТО Република Македонија ги исполни во 2008. Нека не кажува Стево Пендаровски. Стево Пендаровски во тоа време беше и амбасадор во НАТО во Брисел. Така да познати му се овие работи, нека не каже тоа дека тој сега со Преспанскиот договор. Преспанскиот договор е само признавање на окупација, односно давање на окупираните територии од Балканските војни, давање на Бугарија и на Грција.
Ние им ги легализиравме тоа што не успеале да го легализираат со Букурештанскиот договор и сега е предмет на делба и затоа јас повикувам и кажувам дека македонецот е сега исправен, исто како 1878 година кога се решават судбината на Република Македонија, дали ќе продолжат делбите од 1913 од Букурешт, каде што дефинитивно оваа територија која што и припаднала во тие делби на Република Србија, која што сега ја одземаат од Република Србија. Зошто? Затоа што 45 година Република Србија ја призна Република Македонија како независна држава и како равноправна федерална единка. А со самото тоа им представува голема пречка и затоа другата ден, првата ден по извештајот на Бадинтер во 91 година, што е направено? Веднаш Хрватска и Словенија ги признават, иако е Хрватска во војна, и ги признават Англија, Германија и сите западноевропски земји, а Грција веднаш стават вето врз Република Македонија. Дека за да го блокират понатамошниот прием, единствено остануваме само со признавањето од Бугарија. Значи, таа игра продолжува околу тоа дека Република Македонија секој пат ќе биде предмет на делби. Јаболка на раздорот. Да. И сега, вие во една таква ситуација, кога изноѓате внатрешен слуга, затоа што оваа структура на СДС, која што нема идеологија, тие се квислинзи кои што беа спремни да потпишат капитулација и оние потпишаа капитулацијата и затоа јас често пати на моите настапи зборувам дека тие прво треба да се соочат со кривична одговорност за капитулација, за велепредавство и за доведување на Република Македонија во починета состојба. Тоа се 3 кривични дела од главата 28, кривични дела против државата, каде што казната е предвидена минимум од 5 години до доживотен затвор. И сите тие мора да се соочат со една таква состојба. Јас верувам дека социјалдемократската идеологија ќе оди сосема на друга страна. И они се потполно свесни на тоа. На крајот на краиштата, ако вие барате идеологија од поп, мислите дека под претпоставка дека ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, мислите дека таму има политичка волја да тргнат против својот опонент во оваа смисла да се направат обвиненија за велепредавство, за доведување на државата во почината состојба? Знаете што е најтешко? Најтешко е кога имате потпишана капитулација и тогаш окупаторот ги добива сите права. За да му ги одземите тие права на окупаторот, имате два начини. Едниот е според меѓународно право, раскинување на тие договори и непризнавање, исто како они не спровеле ни една запирка, ни една буква од меѓународниот договор. Вториот е со револуција, односно со глобални светски промени, кој што ние во моментов не сме во таква ситуација да онадиме, но треба да бидеме будни и свесни во водењето на политиката како независна држава, каде ќе се најдеме во идниве редефинирање на светот. Големите сили ќе го редефинираат светот, да не се лажиме. Интересите на големите сили, не е случајно доваѓањето на Си Џинпинг во Србија. Ако некој мисли дека тоа е доваѓање случајно, што мислите, што беше целта на Си Џинпинг да посети една релативно мала земја на Балканот, а дури да остане таму во посета да биде многу подолго него отколку што бил, да кажеме, во посета на Америка или на Германија? Тоа е само доказ дека големите сили имаат јасна проценка кој дел од Балканот е клучен за натамошното влегување на европските пазари. Борбата е за пазари, борбата е за енергенси. Не разбирате? Тука економиите, особено економиите на големите, јас не ги подценувам и интересите ни на Германија, ни на Британија, ни на Америка, ни на Кина, ни на Индија, ни на Русија, на сите. Интересите се големи. И затоа тие тогаш, без разлика на сите овие воени кризи, вие гледате што се случи во Африка, како се истиснати Франција, Шпанија, сите колонии, гледате Чад што се случи. Добро, но да земе. И сега тој интерес на Кина е тука огромен. Зошто? Затоа што тој сега создава база на европско тло. Од каде што економски ќе влијаат врз целокупната структура на економијата на Европа, дури и на Западна Европа. Било да е тоа автомобилската индустрија, било да се тоа сировините, енергенсите, трговијата со руска нафта, трговијата со плин која што оди преку ними. Да мислите, тоа се оди преку Кина. Америка е најголем купувач на руските енергенси, но не ги купува директно од Русија, ги купуваат преку Кина или преку Индија. Значи, профитите се огромни, големите играчи се големи играчи.
кој се надеваше дека Кина ќе ги купи ти двете пристаништа, и Александрополис и Солун и Пиреја. Ги купи. Таа е веќе инсталирана во Грција. На ними им треба тие брзата пруга. Значи, не само во Србија, и Маđарска. Не му се тоа зони на интерес и така натака. Значи, затоа ние како мала држава треба да ги гледаме многу пошироко нашите интереси како држава и да видиме каде сме, што сме. Јас не сум против соработка со било кого. Јас не сум, да кажам, јас сум само за Сашо. Не. Јас сакам да соработувам на реална основа, но при тоа јас ги имам во предвид, и интересите на големите сили. Но нема да бидам вазал на кој што ќе му кажат по телефон или со мејл што треба да направам. Не. Јас, некаде ќе послушам. Ќе постапам така како што е интерес на големите сили. Но тој интерес тие мора да го имаат во предвид и мојот интерес. Да обезбедам подобри услови, подобро здравство, подобро образование, подобри плати, подобра индустрија, подобар развој. Ако јас тоа го добијам, нормално дека јас ќе бидам за Сашо. Ама ти ако ти државата ти тони, ти имаш ненормална иселеност, невработеност, миграции, уништена економија, уништено здравство, уништено образование. Зашто јас да бидам сојузник со некого? Што би се случило, еве да кажеме, пак ќе се вратам нова на избориве, доколку ВМРО ДПМН, зборувам и за вториот круг претседателски избори, и за првиот овој парламентарните, што доколку однесе она, да кажем, убедлива победа, што очекувате дека тогаш би можело, дали може во тој момент некој на некаков начин да намести некоја стапица, тоа некако да се оспори таа победа? Така. Ние сите во основа стравуваме од тоа. Тие малце, знаете, малце е чудно дека во ова време, во оваа доба, во оваа ситуација, во овој контекст, во овој амбиент на Балканот, да тргнеш со насилство на избори, да решаваш да се заштитиш себе си, своите криминали, да останеш во обид да останеш на власт, мислам дека тоа не би можел да се дрзне било кој да го направи, па дури ако нема зелено светло од некое друго место. Од некој друг моќен центар. Да, се согласувам. Видете, јас очекувам дека ние генерално сите сме тука предпазливи. И мора да бидеме предпазливи од евентуално идни обструкции. Од надворешно влијание, од моćни центри и така натака. Значи, тој изборен инженеринг. Она што ни се случи во 2020 година, кога падна системот на броење на гласови. Значи, тоа мора да го имаме во предвид и од тоа мора да се заштитиме, исто како што кажувам дека македонецот мора да излезе на гласање, макар и ако во подсвеста не му дозволува да гласа за некој од претседателските кандидати, не го поништи ливчето, за да не остави простор од изборен инженерик, од изборна злоупотреба. Се со цел да се дојде до тој цензус. Или на парламентарните избори, каде што очекуваме... Да им објасниме на гледачите што точно се случува ако веќе неговата разум, неговата свест, неговата желба не му дава сила да гласа за некој од кандидатите или не може да гласа, што добива со тоа Македонија, самиот тој демократски процес на избори, со тоа што ќе поништи ливчето? Значи, добивката за Република Македонија во тоа што ќе се исполни цензусот од 730.000 гласови, тоа е односно 41%. И легално, на фер и демократски начин ќе имаме избран претседател на Република Македонија. Јас тврдам дека ВМРО за госпоѓата Гордана Силјановска Давкова во вториот круг на избори ќе обезбеди од 460 до 500.000 гласови. Тоа е сосема доволно за таа да биде победник во услови дури и 100.000 плюс да излезат од она што излегува во првиот круг 903.000 гласачи. Да гласат за, иако реално се очекуваат албанците да го бойкотираат изборниот процес за претседател. Зборуваме за претседател. Затоа е многу битно да излезат македонците и многу е битно тие сите македонци кои што ќе гласат и за помали партии, и така натака, и оние делот на СДС кои што
полека нели излезе во јавност дека голем дел од ними веќе се префрлаат кај Максим Димитриевски, и гласовите на Максим Димитриевски, и гласовите на Стефче, и гласовите на Билјана, значи сите тие треба да работат. Ако некој од тие луѓе не се согласува да гласат за Гордана Силјановска-Давкова, најдобро е да излезите и да го поништите ливчето, за да не им оставите изборен инженеринг со полнење на кутии, за да после тоа влезиме во едни жалбени постапки, кои што жалбени постапки дури може да одат до бесконечност, односно да се доведеме во ситуација да немаме цензус, па да имаме нови избори, па нови периоди и така натака, и затоа е многу битно македонецот да свати дека сега одлучува сам за себе. А ние, јас ви тврдам, математички, еве нека седнат, нека ги соберат гласовите, дури тоа важи и за гласачите на Влен, значи кои што се проопозицијски настроени, ако им е тешко да гласаат, нека го чкртнат ливчето, нека го поништат, но битно е дека дека тој излегол на гласање, дека зел ливче. Со тоа не му остават простор на дуи после 16 часот да ги полнит кутиите и да гласат за 5 секунди. Тоа е таа придобивка. По однос на парламентарните избори е сосема друга состојбата. Значи тамо секој игра за себе. Значи имаме кандидатски листи од делот на албанските партии, кандидатски листи од делот на ромските, на турските, на македонските партии, на македонските блокови и така натака. Јас верувам дека онаа структура на гласачи од СДС која што ќе излезит не треба да ги бойкотират претседателските избори. Што имам некои информации кои што укажуваат на тоа дека е можно таков инженеринг да се направи, и затоа јас ги повикувам проопозицијските кои што може да сами за себе си обезбедат 750.000 гласови и никој да не бидат предмет на уцена. Она што викаме сега да се вратиме на парламентарните избори, на прашањето во врска со Мицкоски. Викаме доколку Мицкоски обезбеди мнозинство, 61, тој ќе биде премногу укомотен и премногу цврст во разговорите за формирање на влада, затоа што победникот сум јас и јас делам мандати. Не делат више политичките партии. Ме разбирате? Да. Јас делам мандати како мандатар и викам, да, вие со 10 пратеници можете да добиете тоа министерство, тоа заменичко место, тоа директорско и така натака, но нема да бидам предмет на уцена. Сеќате? Јасно. И затоа викаме ние една таква состојба во Република Македонија не сме да се дозволи ни на други центри на моќ да направат влијание, односно да попречат формирање на влада, во што јас не верувам и не сакам да верувам, одејќи од фактот дека Република Македонија има и македонските граѓани се доволно свесни за да сватат дека сега сме оставени на ветрометрина. Или ќе не бидит, или нема да не бидит. Затоа што наредните 4 години, ако сакате, и според сите оние разузнавачки меѓународни податоци, се години во кои што светот ќе се редефинират. Не само Република Македонија, светот ќе се редефинират. И вие, ако тоа не го дочекате спремен, може ветро да ве одуват. Интересно што непосредно пред да се случи финалето на изборите, излезе на површина еден голем скандал. Знам јас дека од претходно биле тие обвиненија направени, веројатно чувани малку ад акта, што се вика, и сега одеднаш излегува на површина. Вие како поранешен член на управен одбор на Фудбалска федерација на Македонија, како гледате на овој скандал што се случи со ваучерите во Агенцијата за спорт и млади, Олимписки комитет, значи обвиненијата спремни, има обвинети, има економски вештачења, да, економски вештачења. Што всушност од кога според вас датираат тие аномалии, да кажам, финансиски малверзации во спортот генерално, ајде сега да не ги... Пазете, значи, јас бев во 2017 година дел од еден проект, Обединети за фудбалот беше проектот, но
тогаш беше целта нели средување на состојбите во фудбалската федерација, особено целокупниот онај криминал кој што се појави во фудбалската федерација со изградба на одредени терени, со изградба на соблекувални, со изградба на терените со вештачка трева, нели што се појави онај нешто викаме од 2012 до 2017 кога е председател Илчо Георгиевски, господинот Илчо Георгиевски. Јас за тој криминал имам зборувано и во меѓувреме излезе криминалот дека госпоѓата Олгица Младенова како сметководител, како раководител на сметководствената служба во фудбалската федерација проневерила 2.400.000 евра, зашто јас кажав дека таа не можела сама да ги проневери доколку потписниците на сметката тоа не и го одобрувале, односно не и потпишувале налози. И тогаш тој криминал остана на тоа ниво, беше истражен од страна и на финансиската полиција и на јавното обвинителство, но ефектот и крајниот епилог не се случи. Пак неказнивост, не се поднесе обвинителен акт и така натака и не се равчистија многу работи што се равчистија. Во меѓувреме, во тоа време, 2017 година, кога директор на Агенцијата за млади и спорт доаѓа господинот Каевски, одредена структура, јас само во една прилика бев на тие преговори кај него, а имаше луѓе, значи фудбалски работници, и спортски, не само фудбалски, спортски работници кои што беа на дневна комуникација со господинот Каевски, затоа што беше заземен став дека прво треба да се смени законот за спорт. Значи, законот за спорт, каде што треба да се пропишат правилата на игра, начинот на финансирање, начинот на спонзорирање, начинот на функционирање на акционерските друштва, пошто станува збор за приватни предпријатија, начинот на финансирање на другите спортови, кошарка, ракомет, одбојка и така натака, затоа што имате еден куп спортски федерации кои што немаат ни статути, ни правилници, ни дисциплински правилници, ни правилници за надпревари, ни правилници за судење и така натака. Сакате боречката федерација, господинот Страшо Григоров води неколку постапки, тој е поранешниот селектор во борење, а борењето беше еден од водечките спортови во Република Македонија, олимписки спорт, сме носеле медали уште во бивша Југославија. Понатака одбојкарите постигна прекрасен резултат на пласма на Европско првенство, за тоа дали добија или не добија соодветни компензации, награди и така натака, затоа што тие беа најдобриот дипломат. Еве ги ракометарките сега остварија пласма на Европско првенство. Значи, се случуваат резултати кои што не се поддржани од Агенцијата за млади и спорт, односно од државата во другите спортови, се со цел да се злоупотребат парите и наместо тие да се даваат за развој на спортската инфраструктура, сали, да се одржува, да има топла вода, да има редовно, значи, услови каде што ќе можат да тренираат сите овие спортски сојузи и федерации, тие тргнаа на фудбалските клубови да им даваат со ваучер систем, да им даваат пари за исплата на плати. И сега тука е прашањето. Ревизијата тоа го покажува, најверојатно и истрагата. Јас не сакам многу да ја коментирам истрагата, затоа што имаме докази на 500 страници, имаме економско вештачење и не е добро сега да ја коментираме истрагата, затоа што нели има обвинителен акт. Поднесен обвинителен акт во кој што се прво обвинети двајцата директори, господинот Каевски и господинот Наумче Мојсовски и господинот на председател на Меѓународниот олимписки комитет Даниел Димовски, значи како и други членови на управни одбори и така натака, потписници на сметки од овие уште 10 на 12 обвиненија. Уште 8, ето вкупно се 11, и затоа, но само кажуваме и овде, и на секој медиум го кажувам, постојат основани сомненија дека се проневерени 5 милиони евра. Значи, од оваа структура што е пријавена. За сето тоа, обвинителството вика дека имаме докази. Сега, мене што ме плаши? Каде сум скептичен? Скептичен сум во тоа, има во кривичните постапки има еден, пошто тоа мене ми е област, нели, и во науката, во и магистерските и докторските студии ми оде во насока на кривичното право и казненото процесно право,
каде што имаме една ситуација да при немање на доволно докази обвинителот може да се откаже во било кој дел од на постапката, да се откаже од гонење, но со тоа тој ќе ја затвори идната можност за повторување на тоа кривично дело, односно поднесување на нова пријава, доколку не се обезбедат нови докази, а верувајте ми многу тешко ќе се обезбедат нови докази ако сега во овие списи, во овие 500 страници материјал, ме разбирате? Значи таму се сите тие докази и многу тешко ќе се дојде до нови докази. И сега тука можно е, затоа сум викам скептик, можно е обвинителството да правите една игра и затоа сега тоа го вади пред формирање на новата влада. Еве ние поднесовне, ќе излеземе на подготвително рочиште, значи ќе се утврда дали обвинителството остануваат на обвинителниот акт, нова, ќе се закаже главниот претрес на првиот главен претрес при презентирање на состојбите, при изнесување, вие гледате дека они ги негираат сите наводи од обвинението и двајцата директори и Добро, нормално е да ги негираат, нели нормално е да ги негираат и може да се случи обвинителот на уште на првиот распит да се откаже од гонење и целата таа работа да заврши во бескуче, исто како што е за госпоѓата Олгица Младенова. Ај вака, значи зборуваме под предпоставка да има проневера и презумпција на невиност. Така. Сакам да им нацртате, затоа што тоа ви е потесна специјалност, на нашите гледачи на кој начин се истиснувани парите со ваучерите, како се проневеруваат, за да сватиме каква е таа игра што овие мешетари... Значи, дозволете, начинот на испумпување на парите од Агенција за млади и спорт е многу. Значи, најлесниот начин на испумпување е исплата на неизвршени работи, а фактурирани. Затоа постојат нивни фирми, блиски до ними, на кои што им служат точно за таа работа, истото што го правеше и Фудбалска федерација со тие два, каде што беа додатно пријавени 13 фирми. Истата ситуација е овде каде што клубовите, нели, пошто се тие крајен корисник, ги добиваат средствата со тоа што одредена сума, пошто они може да исплаќаат и одредени парични средства во кеш, па од тоа што му праќат Агенција за млади и спорт на било кој клуб, како донација, како помош, они ги вадат во кеш и враќаат назад на оваа господа кои што се осомничени, кои што немаат програм. Тие се средства кои што треба да се доделуваат исклучиво по програма и се исклучиво наменски за развој и тековно одржување на спортските објекти со оглед дека на времето постоеше јавно предпријатие за стопанисување со спортски објекти, тоа во спортски центар Кале, кое што јавно предпријатие го укина, па тие спортски објекти поминаат дел во надлежност на агенцијата, дел во надлежност на локалната самоуправа. И тој квази простор кој што они го обезбедија со давање на ваучерите, они го искористија за лично богатење. Имено што тоа значи? Некој си мал клуб кој што не ни остваруваат функцијата. Зикноваци. Ајде да не спомнуваме. Не, ајде да не спомнуваме. Еве, некој си мал клуб, може би и на мојот клуб, јас каде што сум председател, префрлаат пари и одат они ги подигнуваат. Добро. Ме разбирате? Да. И тие пари, заедно со лицето кое што е подписник тамо, на сметката, ги подигнуваат. Значи може да ги дава ваучерите во форма на донација. На донација, да, но така ги дават. И чист, генерално си чист. Да, генерално не мора си чист. ништо да направиш, да офрбаш ограда, да смениш да, трева. Не, а клубот тие пари ги наменува за исплата на плати. Страшна работа. Значи или фактички агенцијата ги исплаќа плати на спортските клубови. Па одредени клубови, значи јас имам сознание, не сакам да ги коментирам затоа што се дел од истрагата, имам сознание дека 3 или 4 прволигаши се финансирани директно од тие пари. Приватно акционерско друштво, брату. Како е ова можно? Обично гледаме светов дека има одредени собственици на клубови, спонзори кои што спонзорираат клубови, купуваат играчи, не знам Затоа јас вака кажувам. Една државна агенција сака да каже да финансира клубови. Финансират клубови. Сега дозволете, јас зошто кажувам, најдобриот начин на финансирање на спортот
беа рекламите, ние не сме извадиле некој фудбалер или кошаркар да го продадиме на берза. Погледнете Динамо Загреб вадит играч на 18 години кој што кошта 40 милиони евра. Значи толку пари Динамо Не ќе е доби. само еден. Не е само еден. И после се прашуваме зошто Динамо Загреб оди напред. А пазете што ни е нас тешко. Хрватска ни е пријателска држава. Таа ни е пријателска држава. Што треба ние да се срамиме да појдеме во Хрватска и во Словенија, Да да ископираме. скакаме Србија, да ископираме, така. И закон за спорт да За ископираш и за се да све. Тие ископираш. се членки на Европска унија, така. Се членки на Европска Да. унија се. Регулативи вама. Регулативи, што ни е? Па Шукер, знаете колку? Јас сум имал лични средби со Шукер. И не само со Шукер, со сите, а еве случајно ја спремнав таа средба со Шукер. Бившиот репрезентативен фудбалски на Ама Хрватска. тој има посебни симпатии према Македонија. Ние сме играле 3-4 надпревари квалификацијски со Хрватски, секој пат сме биле пречекувани и они биле пречекувани и ние сме биле пречекувани феноменално. Добро и? И сега, наместо ние тоа, јас викам, начинот на финансирање е како да ги мотивираме бизнисмените, големите бизнисмени, да сватат дека спортот не мора само да е фудбалот. Спортот генерално носи профит. Зошто носи профит? Затоа што вие имате ексклузива, добивате преку тие школи да излезете на пазар со фудбалери, она што го прават големите клубови, нели, продажба на играчи Да. во сите области. Понатака, законот за спорт треба да биде јасно и гласно, она што викаме пропишани правила на игра, каде што спонзорствата во спортот ќе бидат ослободени од данок. Што тоа значи? Например, ако не мора да е Алкалуид, некоја си X фирма, некоја си X фирма дала 1.000.000 евра. Тој на тој 1.000.000 евра не проличат данок, 15%, тоа се 150.000 евра, му остануваат на него, на фирмата. Не разбирате? Значи морат и тие да бидат мотивирани. Мотивирани, да, ослободен од данок. Мотивирани за да прикажат дека финансирале во делот на спортот. Неспорно. Во која, дали е борење, дали е кикбокс или било што. Затоа што ние пак како држава, еве сега, каде се наоѓаме? Ние до моментов сем Дејан Георгиевски во кикбокс, што ќе исполни олимписка норма. Ние немаме друг олимпиец. Ни Б олимписка норма немаме исполнето. Што ние цел живот ќе молиме за ваучери, па да пратиме тројца, четворица спортисти на олимписки игри. Па никој не финансира, има 2-3 девојчиња, јас сум постојано на спорт, на пешачење, знаете, на џогинг, на покрај Вардар. Има 2-3 девојчиња на 20-25-6 години кои што едното беше дури на светско првенство, само не постигна резултат затоа што имаше стомачен вирус, кој што јас ги гледам. На кој што треба да им се помогне да се спонзорираат за да исполнат норма, затоа што се добри маратонки. Па тоа девојче победи на 176 часовна трка во Атина. Беше победничка. И никој не сакат ни да мрднат ни со малиот прст. Во Атлетска федерација се расправаат за глупости. Ме разбирате? Зошто? Затоа што немаме закон за спорт. Затоа што осомничени, не викам криминалци, него викам осомничени лица за проневера на државни пари, на буџетски пари, седнале и владеат со спортот. И не прават ништо за спортот, прават лично за себе. Градат куќи, градат хациенди, купуваат станови, имаат заштеди по 4-5 милиони денари на сметка и така натака, а на возраст од 30 години, и ако земите на Кајски прво вработување, на 24 години му е директор на Агенција за млади и спорт. Господине Тасески, вие на својата возраст или јас на својата возраст не можам да се пофалам со толку имот, со кој што сум вршил и највисоки функции во министерството, толку имот со колку што се располагат господинот Каевски на 30. Да, и тоа за 4 години. И тоа за 4 години. Да. Ме разбирате, и после ние се прашуваме што ни се случува во спортот. Криминал. Тоа ни се случува во спортот. И ние сите кои што сме спортисти, спортски работници, поранешни спортисти, фудбалери, кошаркари, нас тоа не боли. Не боли, верувајте. Зошто? Затоа што, еве, јас сега онака само че нафрламе на работа. А ако го споредам фудбалот што се играше 80-тите години, тие македонски лиги, таа македонска нашата лига, републичката. Па за ова прва лига, знаете што е? Бундеслига. За ова прва лига е Бундеслига. Да. И со квалитет, и со организација, и со исплатени на време премии, хранарини и така натака и така натака. И тоа на аматерско ниво, зборам на аматерско ниво. Па премиите никој пат не ни биле закаснети и хранарината никој пат не ни било закаснета.
Имавте многу против начинот на работење кога беше Илче Георгиевски председател на Фудбалска федерација. Фудбалер, човек од спортот, кој што беше наместен тамо. После него стана председател неговиот шофер. Така е, така. Гледаме во Агенција за млади и спорт ставаат едно голобрадо момче, така да кажам, чие прво работно место е директор на Агенција на млади и спорт. Не знам кого го ставам. Како доаѓа до овие системски, како да кажам, големи нерегуларности, кадровски нерегуларности, па да се очекува од тие луѓе дека нормално ако влегол гладен дека сака да се најаде шо побрзо. Кое е чарето прво да се наместат вистински луѓе на вистински места, кои што згора на се нема да бидат гладни, за да прават такви чистки, ќе кажам, во буџетот и во... Многу интересно и многу суштинско прашање. Прво, да равчистиме. По однос на Илчо Георгиевски беше чиста политичка инсталација. Значи, никој не зборуваме за неговата фудбалска кариера. Јасно е, нормално. Не ја коментираме. Треба да сватите дека едно е да бидите спортски тренер во било кој спорт, не мора да е фудбалот. Друго е да менаџирате со една огромна институција. Фудбалската федерација е огромна институција. Кај што се слеваат многу пари. Кај што се слева, не едно што се слеваат многу пари, второ е меѓународниот авторитет и дигнитет, каде што представуваш држава и си поголем него министерот за надворешни работи. Луѓе, поголема дипломатија е спортот, него целото министерство за надворешни работи и сите тие наши амбасадори. Тие наши амбасадори се случувало фудбалската репрезентација или кошаркарската репрезентација да е некаде присутна, тој да не се појави да ги пречека. Тоа е трагедија. И тоа е трагедија но тоа е трагедија на Министерството за надворешни работи. И отом потом и тоа ќе се равчистуваат. Проблемот е кадровската политика и проблемот е што одредени луѓе кои што не се доречени во спортот или во кариерата, се влегле во политиката, а политиката па се мешат во спортот. Што е најтрагично и е најстрого забрането со сите процедури и статути на ФИФА, УЕФА и Меѓународниот олимписки комитет. Значи, најстрого е забрането мешање на политиката во спортот. Значи, тоа е во сите процедури. Но самата УЕФА е политика. Сега дозволете, точно тука. И сега вие кога ќе земите дека на највисоко ниво има огромно павлијание на политиката во спортот. Вие гледате со исклучување, со гледаме како се местеле и домаќини на светски првенства со криминали, влијанија на големи, на председатели, на аѓутанти на председатели. Јас сум скриен, меѓутоа те пуштам тебе. И сега вие одеднаш имате една состојба и овде кај нас такви недоречени. Јас што викам, луѓе со минута школо, минута околу на голем одмор и 5 минути околу школо, го носите вие и го ставате на таква позиција. И веднаш после него, кога се откриваат неговите криминали за градбата на тие 10 терени со вештачка трева, за градбата на соблекувалните кај Фудбалската федерација на тренинг центарот Петар Милошевски, за криминалите во врска со госпоѓата Олгица Младенова, односно исплата на фактури, кои што не се извршени работи и така натака, сето тоа трае, значи од 2012 па све до 2017, на крајот во 2017 вие, за да се заштитите од никој да не ве прогонуват, го носите исто така згора на тоа, покрај неговата неписменост, тоа лице е осудено со правосилна судска пресуда за шверц на цигари, односно на акцизни стоки. Зборуваме за сегашниот председател на Фудбалската федерација. А статутот на Фудбалската федерација најстрого забрануваат осудено лице да се најде на така исторена и важна позиција. Знаете која дипломатија е, знаете со кој се вие среќавате на тие собранија на ФИФА и на УЕФА? Кога ќе помислите која све структура тамо доаѓаат, од Африка, од Азија, од Латинска Америка, од Северна Америка, од шејци, принцови. Мојте да замислите. Да. Мојте да замислите.
И сега вие одеднаш тамо носите осуден криминалец. Веќе станува збор за осуден криминалец. Тој е со правосилна судска пресуда осуден. Добро, ова е конкретно Сум го УЕФА. УЕФА не го знае како податок. Го знае. Јас кога беше И зошто не реагира? Значи корупцијата и тамо. корупцијата и тамо. Сега јас ќе ви кажам една работа. Во 2012 година, кога е јас на собрание при изборот на Илчо Георгиевски, станав и предупредив, жртвувајќи ја својата кариера, жртвувајќи кавга, лична кавга со господинот Никола Груевски. Лична кавга, која што отиде до ајде да не е пристојно. не е да се пристојно каже сега, да ми е тука присутен, ќе му кажам и он има да плачи. Што све ни се случи и која грешка тој ја направи за да денеска фудбалот ни е на ова ниво. Другар си е другар за во кафана. Но другар кој што е неспособен да го ставиш таму и да уништи, што е друго, но Да. потом Јасно, имаме јас и тој да, нешто за јасно, чистење. Тоа тргнете ја настрана таа работа. И викаме сега, вие имате една ситуација во која што ситуација јас станувам, зборувам, изнесувам документи за сторен фалсификат околу неговиот делегатски статус и дека тој не може да биде кандидат за председател на Фудбалската федерација. Мимо тоа, Ева Пасквер, која што беше тука, и Сиркис, кои што беа присутни од УЕФА и од ФИФА, дозволија избор. Зошто? Затоа што господинот Харалампија Хаџиристевски, на мене познати под кои околности, поднесе оставка. И знам зошто ја поднесе оставката. Таа оставка е натопена со солзи, под закани, под притисок и така натака, но реков не е место да ги чистам тие работи. Ако даде Господ да се сретнам со тој човек, да дојдете или да му појдам ја на гости во Будимпешта, па да седниме вака од дистанца да ги расчистиме работите околу штетата што се нанесе на фудбалот со инсталацијата на Илчо Георгиевски. Не зборуваме за тренерска кариера, за тренерски успеси, зборуваме за менаџирање на најголемата спортска федерација. И сега И дозволете, згора на тоа, кога ќе го врзите и господинот Даниел Димовски, кој што беше советник на господинот Заев за спорт, кој што насила го присилија господинот Василije Тупурковски да си поднеси оставка од председател на Олимписки комитет, што тоа ретко се случило во некоја држава председателот на Олимписки комитет, што тоа е најпочесна и најценета функција, особено таму одат и служени политичари за председатели на државните олимписки комитети, вие да го смените. Човек со меѓународно научни после тоа мислам знание. беше Владимир или директор беше Владимир Богоевски. Богоевски. Беше директор, беше, добро. И сега пазете, кариерата и доприносот на господинот Тупурковски се непроценливи. Да сега никој не може, значи, научник, доктор со постигнати резултати, ценет политичар. Антонио Самаранч 96-та ни така, дојде ценет тука, политичар, јас учествував во таа манифестација. Така, ценет политичар на светско ниво и сега вие се откажувате од него, од такви експерти, од Владимир Богоевски и така натака, и го носите Даниел Димовски, човек, како рековме, недоречени, недоискажани, но и сиромашни. И како викаат галичаните, ова морам да го кажам, галичаните како викаат, синко, не дај Боже гладна вошка да ти се закачи. Таа додека не ти ја испиет крвта, не може да ја откачиш. Ете, тоа нас ни се случи во спортот. Нас во спортот во последниве 10 години ни се инсталираа сиромашни и политички инсталирани инсталации кои што имаа за цел да го уништат спортот со цел да не се зашто на Вардар му се забранува да играт на градски стадион? Затоа што комитите ќе викаат никога Северна, само Македонија. Ете, затоа на Вардар не му се дозволува да играт на градски стадион. Тоа е друга приказна. Тоа е сосема друга приказна, но некоја ќе ја да. правиме, затоа што душата и срцето не воли за тој Вардар. Тоа е брендот на Македонија. Тоа е брендот на Македонија. За крај, кратко, онака каде привршуваме емисијата, вашите очекувања, иако ги кажавте претходно, но што мислите сепак, каде ви претежнува мислата, како, дали македонците се осоколија после првиот круг на гласови, кога видоа дека убедливо победи
професорката Гордана, дали овој пат, без разлика на сите предпоставки, сценарија за некои касапани, насилства на сега во вториот круг, безбедносни ризици. да, дали сепак дека, затоа што јас лично мислам дека тука има многу и спинови, многу и пропаганда негативна, да се обесхрабри народот. Па ме интересира кратко во ова, дали македонците се сепак конечно решени да се ослободат од ова зло? Јас мислам дека се конечно решени. Огромен број на неопределени, значи ќе излезат да гласаат на овие избори, затоа се очекува тој пораст на гласови кај госпоѓата Гордана Силјановска-Давкова од 360.000 на 460 до 500.000 гласови. Затоа што македонецот ја свати опасноста дека сега е моментот кога треба да одлучи за сопствената држава и за сопствената иднина, но при тоа идната власт треба да свати дека добиват енормно голема поддршка, каде што во првата година мора да го вратит достоинството, правниот поредок, правната сигурност и да расчисти со криминалот и со корупцијата, односно да покаже суштински резултати во борбата против криминалот и корупцијата во Република Македонија, како и трагично е за Република Македонија да биде увозник на храна, односно само 20% да ги задоволува собствените потреби со собствена храна. Значи тамо треба да се насочат инвестициите и така натака, поддршката е голема, јас ги повикувам сите добронамерни граѓани на Република Македонија да излезат масовно да гласаат за опозицијските партии. За опозицијските партии. Неспорно дали ќе гласаат за ЗНАМ, дали за Левица, дали за помалите партии, дали најголемата партија нормално, но битно е да оваа ненародна власт, ненародна, корумпирана и криминогена, слуги на светскиот организиран криминал, ја имам и многу зборување за тоа. Значи да се тргнат една за секој пат и Македонија да почне да се развиват како нормална правна држава. Господине Љубомир Ѓурчевски, уште еднаш многу ви благодарам за ова исцрпно интервју. Јавноста обожува да ве слуша. Се надевам дека ова ќе биде уште една гледана емисија како и таа првата кога ја правевме. Драги гледачи, големата поддршка ќе значи голема одговорност за ВМРО ДПМН доколку убедливо победи на изборите. Со искрени желби никогаш повеќе ниту една партија на власт да не ја изигра довербата на својот народ. Ова беше уште една емисија на Лизгачки старт на М телевизија. Довидување.